Училишната зграда на основното училиште Гоце Делчев во Гостивар била една од најубавите во градот, но поради нејзино неодржување, сега е во руинирана состојба и една од најлошите во државата, велат родителите на учениците. Објектот изграден во 1976 година, но тогаш досега нема сериозни инвестиции. Училиштето скоро и да нема покрив, на некои места покривната конструкција е заменета со најлон, кој прокиснува и водата се собира во кофи. Баш овде ми уче и децата, и ова черката, и внучките. Кога одам да видам таму, греот е. Мислам дека требат да се реновират и да се поправат. Како е кога врнеш? Навистина кофи се ставаат? Па да ви кажам, ја немам видено, ама самите можете да видите спрема кровот како е. Треба да се поправи, друго. За реконструкција на училиштето има изработено проект во вредност од 250.000 евра. Министерството за образование даде одредени забелешки и го врати проектот на доработка кај општината. Од Министерството велат дека ќе распишат тендер за изведувач на работите, откако ќе ја добијат коригираната верзија. Но градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари рече дека немал ингеренции да врши корекции, затоа што Министерството за образование му ги одзело надлежностите во областа на образованието. Директорот на основното училиште Гоце Делчев Игор Радевски пак вели дека проектот не се реализира заради политички препукувања меѓу Министерството за образование и општина Гостивар. На градоначалникот му се земени ингеренциите само во дело на разрешување и именување на раководители, односно директори. Другите ингеренции ги има тој. Меѓутоа, еве има некоја препирка помеѓу, дали советот, знаете каква е политика, советот, градоначалникот, министерството и така. Поради политички препукување на општинските и централните власти, воспитно-образовниот процес во Гостивар се соочува со проблеми скоро 2 години. Дел од училиштата се уште имаат блокирани жиросметки, а нема доволно средства за нормално одржување на наставата.